Почитувани, добро ми дојдовте во 1092-то поред издание на емисијата Спортодром со Мики. За денеска гостин немаме. Меѓутоа, оддамна, како се вели тоа, си го збирам, да ви кажам милион работи и сега, за да не ги заборавам, наместо да запишувам, се одлучивме денеска да биде чисто информативна оваа емисија. Тоа значи, ќе говориме за спортот, спортските настани, спортските избиднувања, за настапите на нашите спортисти и спортски колективи во градот, во општината, на локално ниво, на регионално ниво, на државно ниво. Ќе кажеме нешто и од меѓународниот спорт и така натаму и така натаму. И почнуваме, како и секојаш, со фудбалот. Прва македонска фудбалска лига, резултати од одиграните средби од 8-то коло. Тиквеш Македонија Ѓорче Петров 2-1. Арсими Шкупи 4-2. Струга Тримун Пелистер игра денес. Работнички Брера 3-4 и Шкендија Силекс 2-0. Башкими Вардар исто така игра денес. На табелата, она некомплетна, Шкендија прва со 20, Струга и Вардар имаат по 19, Силекс има 15, Башкими 13, Брера 11, Македонија Ѓорче Петров 9, Арсими и Тиквеш имаат по 8, Пелистер 6, Работнички 4, Шкупи засега без бодови. Следното коло наредниот викенд, Македонија Ѓорче Петров Арсими, Шкупи Работнички, Брера Башкими. Дербито ќе го одиграат Вардар и Струга. Пелистер ќе ја пречека Шкендија, а фудбалерите на Тиквеш патуваат за Кратово, му гостуваат на Силекс. Што се однесува до надпреварот со Македонија Ѓорче Петров, Тиквеш поведе прв, значи водевме 1-0, Македонија успеа да изравни со гол од пенал, не се бунеа многу нашите, што значи дека пеналот беше очигледен, но ненамерен. И потоа се случи, според мене, потегот на надпреварот. Иван Ивановски не беше во стартните 11 заради повреда, значи се уште е реконвалесцент, меѓутоа и така повреден, влезе во игра, откако примивме гол, значи влезе во игра, одигра едно 10-15 минути, даде гол за победа и повторно излезе. Значи, влези, дај си гол и заврши си ја работата. Тикве славеше со 2-1, пак ќе речеме, радува играта, радува тоа што создаваме шанси, меѓутоа никако не може да не радува реализацијата. Се мачиме да ја сместиме топката во противничката мрежа. Се мачиме. Меѓутоа, да, само да кажам дека Берат Садик беше стрелец на првиот гол по одличната асистенција на Мартин Тодоров. И нема да должам многу. Второ, оно што прво сакам да ви кажам, ќе ви кажам кога ќе завршиме со фудбал. Втора македонска фудбалска лига, 6-то коло. Вардар во Неготино загуби од Охрид и тоа убедливо. 1-5. Шкендија Рачиново слога Виница 2-1. Кожуш Скопје во дербито 1-1. Победа конечно стигна до 3 бода, до прва победа сезонова и тоа против големо Конјари, минимално со 1-0. Осогово Детонит во дербито на Истокот 0-1. Брегалница Штип Преспа 2-0, Тетекс Беласица 0-1 и Новаци Саса 0-0. Во следното коло, наредниот викенд,
Детонит ја пречекува победа, Големо Коњари дома игра со Кожув, Слога Виница со Осогово во дербито на Истокот. Дербито на колото би требало да го одиграат Беласица и Шкендија Арачиново. Саса Тетекс, Скопје Вардар Неготино, Преспа Новаци и уште еден дерби надпревар има во кој ќе се сретнат Охрид и Брегалница Штип. По 6 одиграни кола, Брегалница Штип и Беласица на врвот со по 16 бодови. 14 има Шкендија Рачиново, 12 Кожув, Скопје и Охрид имаат по 11, Детонит и Новаци по 10. Во долниот дом Осогово 7, Саса и Тетекс и Вардар Неготино 6, 4 бода има победа, Слога Виница 3, Преспа 3 и Големо Коњари засега е без бодови. Трета македонска фудбалска лига група Југ, таму пак се играше третото коло. Во дербито на колото Росоман Ултрас Прилеп 1-1. Младост во Кривогаштани го совлада Дреново со 4-1. Влазними јуниор Венец Долни Дисан 2-2. Први бодови за екипата од Дисан. Пито Гули Млекар 2-0. Превалец беше слободен, знаете, Слога Лажани се откажа од учеството во ова надпреварување. Бучин Башкими 1-1 и најубедливата победа Тополка Борец Велес 0-7. На табелата водат Пито Гули, Ултрас и Росоман со по 7 бодови. Борец има 6, Башкими, Превалец, Влазними, Јуниор и Бучин имаат по 4. 3 бода има Младост Кривогаштани, по 1 bod Венец, Млекар и Тополка. Слога Лажани и Дреново засега се без бодови со тоа што Дреново барем игра. Ке почнем со она што се вика спортско новинарство. Без разлика дали станува збор за електронски медиуми, радио, телевизија или за социјални медиуми, портали, фейсбуци, инстаграм и такви види работи. Денеска секој еден мисли дека ако го гледал фудбалскиот надпревар на Манчестер Юнајтед и Брентфорд, дека го разбира фудбал. Ако дошол и го гледал фудбалскиот надпревар помеѓу Тиквеш и Македонија, Ѓорче Петров, мисли дека тој е доктор на науки за фудбалот. Значи, такви ни се. И, добро, и гледачите, дел од гледачите, меѓутоа и спортските новинари. Втора работа, ние нашиот јазикот наш насушен, македонски. Ова важи не само за фудбалот, важи и за ракометот, важи и за кошарката. Значи, правилниот изговор на имињата и презимињата на играчите. Без разлика дали станува збор за странски, еве конкретно фудбалери или домашни. Сега, се обидуваме, ние тврдиме нагласок вака, се паѓа на втор слог, се паѓа на трет слог, меѓутоа, сето тоа со нагласокот, со акцентирањето, дојде со доаѓањето на повеќе партискиот систем и кој како сега дојди си на власт, си ги менува тие правила, вака требало, нака требало, втор слог, трет слог, ово. Значи, ја и денеска не знам дали колегата Димитар да му викам Стаменов или Стаменов. Дали на колегата Зоран да му велам Кузманов или Кузманов. Дали на, што знам, кошаркарот Караколев да му велам Караколев. Значи, милион работи има, а да не зборам за странските имиња и презимиња. Правилниот изговор, како се изговара, како се чита. Овдека не станува збор само за македонските новинари, туку и овие од страна. Пуштите телевизија, ќе се згазите од смејање. Ова е вака,
Значи не е Челси, него е Челсе. Некои се обидуваат на англиски, некои се обидуваат на American English. Меѓутоа, знаете како е? Мајкл Шумахер. Без разлика дали ќе го чита германец, или ќе го чита французин, или ќе го чита американец, Мајкл Шумахер ќе биде Мајкл Шумахер, односно Михаел Шумахер. Зошто? Затоа што ако го чита французин, ќе биде Мишел Шумахер. Ако го чита американец, ќе биде Мајкл Шумахер. Ако го чита германец, ќе биде Михаел Шумахер. И сега како е правилното? Лондон или Лондон? И после да не му се лутиме на овие, зашто викале Скопје, а не викаат Скопје. И тоа не е толку вина на некои други работи. Вината на правилниот изговор може да бараме и ки самите луѓе, ки самите граѓани. Значи, ние дефинитивно упорно српските презимиња на српските, еве конкретно пеачи и ред други работи, естрадни уметници, кои што завршуваат на ич со ч, значи к со цртичка, ние упорно ги прекрстуваме во ич со ч, како чепка. Здравко Чолич, Харис Джинович. Забораваат дека се ич. И тоа ч, не ке, него ч. Ова к некој го измислил она КЈ и да биде К, меѓутоа КЈ е измислено заради наводната македонска латиница, која што за жал не постои во македонскиот јазик, немаме латинично писмо. Сега некој го измислила ГЈ, Г. ГЈ, Г или Дж, джезви. Г со цртичка или ГЈ. Значи, навистина е некогаш и смешно кога гледате надпревар, фудбал, кошарка, ракомет, и си го кршат јазикот коментаторите, ред други работи. Ако да сме кај тоа коментирањето, значи, потврда на оно што пред малку би реков, денеска секој еден, ако гледа утакмица, што знам, гледал ракомет Европско првенство, ги гледал Норвешка и Данска и сега доктор на науки, се знае за ракометот. Една случка од домашното првенство, не се сеќавам, мене ми се чини Пелистер и Алкалуид или Пелистер и Вардар, и сега скопскиот тим во напад и судијата бара да биде вратена топката, значи треба да биде изведен аут. Судијата бара да биде вратена топката, а коментаторот упорно оштета на скопскиот тим, судиите неправилно, еве да видиме и на снимката, нема ништо неправилно, значи, меѓутоа фактички коментаторот не знае дека при изведувањето на аутот ракометарот мора да ја нагази линијата од теренот. А ракометарот кој што го изведува аутот не ја гази. И судијата најнормално ќе го врати назад. Значи, постојат правила и прописи, правила на игра кои што мора да ги научите, да ги прочитате. Синок ќе го гледам над преварот од Суперкупот помеѓу МЗ и Кожув. Се расплака водителот навивајки за МЗ. Се расплака. Во наводници фигуративно кажам. Гостин, не знам, му се обраќаше со професоре, наводно бил тренер, меѓутоа и тренерот кажуваше некои си стручни изрази, кои што никако не држат вода. Ајде во одбраната превземање и ќе сватите сите вие што е превземање. Значи, ако ти направа блок, ќе го превземеш другиот играч, овој колегата твој ќе си го превземе тој. Меѓутоа, како може во напад да има превземање? Прва работа. Втора работа. Конкретно за синокнешниот надпревар се утепа професорот, односно тренерот, фалејќи го Тео Симич,
Тој има извонреден, квалитетен, одличен шут за 3 поени, исто како татко му. 1 од 15 за 3. Исто како татко му. 1 од 14. Теодор Симич е квалитет, висок играч, 203-14-15 висок. И тој е центар. Не е бек шутер, не е поентер. И треба да се игра на неговата позиција. Во ред, ако излезе да направи блок на висок пост, па остане сам, па да се обиде еднаш, 2 пати, 3 пати во текот на надпреварот во ред. Меѓутоа, цело време да шутираш, говорам за Тео, бидејќи Тео е и дел од македонската репрезентација. Значи, треба, со оглед на фактот што е релативно млад, треба да продолжи да учи, ако ништо друго, тогаш од овие повозрастните. И ние треба да сатиме дека постои нешто во спортот што се вика спортска статистика. Да не велиме, овој дал 22 коша. Да, меѓутоа колку промашени топки има? 25. 25 промашени топки, на спротивната страна се 50 кошеви. Еве не мора да се 50. Напола, 25. А си дал 22. А заради тебе сте примиле 25. Значи, одма автоматски во првиот чекор губиш. Тоа е оно што се вика номинарско фалење и уништување на спортот и спортистите. Ке се утепаме од фалење, фали го овој, фали го оној, фали го, и сега оној што нема некој стручно познавање од таа област, нормално ќе му верува. Меѓутоа, кога ќе му кажете, море, да, Тео Симич беше одличен, меѓутоа имаше 20 промашени топки, од кои 10 беа зицери, подобрач. Да, Тео Симич потекнува од младите школи на Барселона. Меѓутоа, Барселона, луѓето таму се ненормални, па ако е некој квалитет да го задржат или да го испуцаат. Ако е квалитет, ќе го задржат. Ако не, ќе му речат другарче, со среќа нека те најди си друго чари, така натаму, така натаму. Тоа се случи. Беше и во Хрватска. Ако беше квалитет, ќе останеш. Или ќе покажеше во Хрватска дека го бива, а не на крај, баре се друго чари. Значи, кога нешто говориме за спортот, треба да ја гледаме медаљата од двете страни. И доброто, и лошото. Зошто? Зашто само така ќе имаме реална слика за тоа што ни се случува. Ќе одеме натаму, овој пат со ракометот. Пак ќе го поврзам и ракометот со сето ово. Четврто коло, машка ракометна Суперлига, ГРК Тиквеш Вардар 25-30. Еврофарм Пелистер Струга 45-24. Радовиш Алкалоид 23-35. Еврофарм Пелистер 2 Охрид 22-25. Прилеп Тинекс Пролет 35-32. И Куманово Бутел 24-27. Води Вардар со 8 бода, пред Пелистер со 7. Алкалоид и Бутел имаат по 6, Охрид 5. Еврофарм Пелистер 2, Прилеп и Тинекс, односно Пролет, имаат по 4. Куманово и Тиквеш имаат по 2 бода, а Радовиш и Струга се без бодови. Во следното коло, наредниот викенд, Струга го пречекува Радовиш во дербито на дното. Алкалоид е домаки на Прилеп, дербито го играат Вардар и Еврофарм Пелистер. Бутел го пречекува Еврофарм Пелистер 2, Пролет игра со Куманово, а Тиквеш му гостува на Охрид. Во среда е вонредното коло, значи за утре. Пионерите на ГРК Тиквеш беа поразени 9-17 овде во Кавадарци од екипата на Еврофарм Пелистер 2. Сега, гледајќи го надпреварот помеѓу Тиквеш и Вардар, добив печаток дека Кавадарчани на теренот излегува, знаете оно, ќе изгубиме, секој губиме од Вардар. Значи, буквално се предадува пред почетокот на надпревар.
Згора на тоа, игравме катастрофално лошо во одбраната. Варда си шутираше од сите позиции, си даваше голови, лесно поентираше. Ние згора на тоа правевме и премногу технички грешки во додавањата. Топката ја додававме во нозе на соиграчот, наместо во рака или во горниот дел од телото. Ние топката ја додававме во нозете. Сега, често пати, причина за такво додавање е и големото количество на лепак на топката. Вие ќе фрлите топката, мислејќи дека топката ќе отскокне и ќе му дојде во раце на вашиот соиграч, меѓутоа, заради лепакот, таа буквално нема да отскокне толку колку што мислите вие и ќе излезе дека ја додавате во нозе. Затоа најпаметно е додавање во рака, директно во рака, така да нема вакви дилеми. Нашите голмани немаа своја вечер, значи тројицата, и Панов, и Велков, и Печурица. Велков имаше, ако не се лажам, 4 одбрани во првиот дел, Панов имаше 3 или 4 во вториот дел. Меѓутоа, кога играте слаба одбрана и кога немате помош од голманите, дефинитивно поразот сите ќе речат заслужен, што и беше случај во конкретна работа. Кажав дека во среда Тиквеш му гостува на Охрид. Тиквеш го чека еден многу тежок период. Значи сега му гостуваме на Охрид. Наредниот викенд му гостуваме на Еврофарм Пелистер 2. Тоа е на 4. Па на 11 треба да ни дојде Еврофарм Пелистер. Меѓутоа, мене ми се чини, ако добро се сеќавам, не ме држите за збор, на 11 треба да играме и надпревар од Европскиот куп. Гостуваме на Бешикташ. Па за 7 дена реваншот. Значи, го чека тежок период кавадаречкиот суперлигаш, а тоа значи дека Кики Грчевски ќе има полни раце работа. Ем да ги мотивира, ем да направи тактика како што со следните противници, ем да, па не ќе биде лошо нашите однапред да си пресметаат. Одеме Охрид, ај таму ќе изгубиме, одеме на Пелистер двојката, таму мора да се синачиме да победиме, па ни доаѓа Пелистер, ај таа ќе изгуби. Не. Од надпревар во надпревар. Зошто да не се победи Охрид? Зошто да не се победи Пелистер? Имаат многу поквалитетни поединци. Така е. Меѓутоа, кога сме кај поединците, ќе ви прочитам еден напис кој што се однесува за фудбалот, ама многу битен. Имено, сите велат дека поедини клубови живеат своевидни бајки кога прават огромен успех во лигите во кои што настапуваат. Во шведската фудбалска прва лига, на 5 кола до крајот, лидер на тимот е екипата на лидер на табелата, екипата на Мјалби, која има 11 бодови предност пред второпласираниот Норчепинг. Сега ќе се надоврзам на сето оно што досега го зборев. Во написот стои дека второпласиран тим на табелата е Дјугарден. Меѓутоа, Дјугарден се дури 7 и заостанува 22 бода зад Мјалби. Чисто информативно да му кажам на тој што се нарекува мој колега, каква грешка прави и не е финта само да пиши дебе. Мислиш, го чита некој тоа. Го читаат луѓе. Меѓутоа му даваш лажни информации, криви информации, информации кои што поединци, кои што не го следат доволно спортот, ги земаат за точни, а не се. Мјалби вели вака во написот. Не е само клуб што нема ниту еден освоен трофеј до сега во кариерата во Шведска, туку станува збор за екипа која верувале или не, доаѓа од едно рибарско село кое има, според пописот во 2010, 813 жители. Значи, 813, нема 1000, 813 жители.
Тренер на екипата е директорот на локалното училиште. А човекот задолжен за скаутинг да баре играчи е поштар. Пред 9 години инаку Мјалби играше во третата лига и буквално во последното коло успеа да се спаси од испаѓање и преселба во четвртата лига. Во последното коло победија и останаа во третата лига. А еве, оваа сезона пишува навистина невидена историја. Поголем дел од играчите кои што настапуваат во Мјалби се родени токму во Мјалби или во околината. Вкупниот буџет на клубот е 1/8 од буџетот на актуелниот првак Малме. Пред неколку години бил изграден гланц нов стадион со капацитет, и сега повторно грешки на новинарите, овде пишува 6000, на друго место ќе најдете 6000 и нешто, а капацитетот на стадионот е 6750 места. Проверено. Со факти, со аргументи. И сега можете да замислите. Селцето, од каде што е Мјалби, има 800 жители, а капацитетот на стадионот е 6750. И оваа година е буквално полн. Една интересна приказна и за тренерот на Мјалби, тоа е Андерс Торстенсон, кој прво играл во младинската школа на Мјалби, кратко бил и тренер, потоа почнал кариера во војската. Откако завршил со војската, се вратил во градот, ја прифатил понудата да биде директор на училиштето, почнал прво да ги советува луѓето во фудбалскиот клуб, за на крај да прифати да биде и тренер на првиот тим. Значи, Мјалби има 60 бода моментално, што е рекорд во шведскиот фудбал по 25 одиграни кола, и му требаат уште 8 бода во преостанатите 5 надпревари, за да го урне апсолутниот рекорд на елитното шведско фудбалско друштво. Нормално за Мјалби е најважно да ја освојат титулата и со тоа на некој начин би си го исполниле сонот. Мјалби е запишан во Гинисовата книга на рекорди како екипа од најмалото место што игра во највисоко национално фудбалско ниво. Играат на стадионот Страндвален, или Штрандвален, како сакате, кој се наоѓа во истото село. Само да видам. Инаку, селото од каде што доаѓа Мјалби се вика Хелевик, се наоѓа на брегот на Балтичкото море, на самиот југ од Шведска, и луѓето велат, ако е пуцната топката преку трибините, отиде топката у Балтичко море. Се аматери. Меѓутоа, пак ќе речем, клубот е од место кое има 800 жители, а стадионот има капацитет од 6750 места. Аматери, повеќе од поголем дел од нив играат од љубов. Така треба да се игра. Имаат и младенски школи, кадетски, пионерски, меѓутоа најбитно од се е нема предавање. Што би рекле странџериве, no surrender, како сакате. Сега, овде нема да гледаме резултати и табели, јас само чисто ќе ви ги нафрлам како резултати. Прва машка ракометна лига, Младост Вардар Неготино 37-28. Добро се држа неготинчани, меѓутоа ништо од тоа. Неготинци или неготинчани? Како се викаат жителите на Кавадарци? Според оно што ви го кажал, некој дошол
го ставиле сега да одговара за тие правописи, вели жителите на Кавадарци се викаат Кавадарци, не се Кавадарчани, односно Кавадарчани. Жители на Кавадарци се Кавадарци. А според таа нека логика, жител еднина на Кавадарци е Кавадарец. Овче поле Мултиесенс 27-47, Кичува Македонија Ѓорче Петров 23-34, Јехона Партизан 36-26, Драчево Јуниор Преспад 43-14 и Шампион Аеродром 18-37. Во ова друштво водат Драчево и Мултиесенс со по 6 бода, Младост, Вардар Неготино, Јехона и Текстилец имаат по 4 бодови. Во наредниот викенд Вардар Неготино на домашен терен ќе игра со Јехона. Суперлига жени, Ѓорче Петров Чаири, Металург Автокоманда Куманово не се игра. Чисто информативно, Чаири играше во Европскиот куп, во Ајдовчина гостува и загубија 3 разлика, значи ќе бркаат 3 разлика во реваншот. А Стибо Пелистер 27-20, Вардар Спартак 29-26. Тоа е Суперлига. Во Суперлигата водат Металург, Ѓорче и Чаир со по 4 бода. Прва лига жени трето коло, Јехона Деспина 23-30, Овче поле Шампион 47-10 и Атлетик Ѓорче Петров 2 25-27. На табелата водат Атлетик, Овче поле и Деспина со по 4 бода. И сега одеме на кошарката. Наредниот викенд стартува првата машка кошаркарска лига. Тиквеш Голден Игл во првото коло играме со Гостивар. Делом стартува идниот викенд, првата машка кошаркарска лига, односно Суперлига од оваа сезона. Меѓутоа, овој викенд кој што измина се одиграат средби од женскиот и машкиот Суперкуп. Во женска конкуренција Баскет Кам го совлада Вардар со 63-44, повторно меѓу недобрите нашата Цеце Димова, секоја чест, одлично. Во машка конкуренција МЗТ потешко од очекувањата го доби Кожув. Значи МЗТ и Баскет Кам како шампиони стартуваат со првите трофеи оваа сезона. Девојките ќе стартуваат една недела подоцна на 11 октомври. Во првото коло Баскет Кам овде во Квадаци ќе го пречека тимот на Бадал. Вардар го пречекува тимот на Спорт тим од Неготино. МЗТ Баскет Кам и Паланка Патриот. Кога сме кај Крива Паланка, тие пак одигра два надпревари во првиот турнир од ВАБА 2 лигата, ВАБА Вуман АБА 2 лига, и ги победија тимовите на Будучност и Бановичи. Значи 2 средби, 2 победи. Секоја чест за девојките од Баскет Кам, од Крива Паланка, пардон. Меѓутоа, ќе ви кажам и еден убав збор за екипата на Баскет Кам. Ти учествувал на еден турнир во Софија, во Бугарија, со младинските категории. Мене ми се чини Локомотив од Софија го организираше турнирот, и нашите девојчиња го освоија првото место. Меѓутоа, ниеден портал, ниеден медиум не ја објави оваа информација. Да беше нека скопска екипа, ке креваа во облаци, ама те бавиат провинција се. Ете така. Си кажавме кој што сакаше, кој колку сакаше. И за крај, наредниот викенд фудбал. Силекс Тиквеш. Наредниот викенд ракомет. Еврофарм Пелистер 2 Тиквеш. Гостуваме и таму, гостуваме и таму. Кошаркарките ќе стартуваат нешто подоцна, за кошарката прецизно, точно ќе ви благовремено ќе ви известиме, нели? Така да не се секирайте ништо. Останете во добро здравје и во добро мисла. Во име на спортската редакција на КТВ телевизија ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.